Исто место и време, но овој пат место се распира од Скопје и со еден млад и талентиран пејач станува збор за Тони Андреев. Здраво и добри дојде во мојата емисија и ти благодарам што ја прифати мојата покана, на вистина ми е чест и задоволство. Здраво, Надица, пред се фала што ме повика. Поздрав до вас и до вашата телевизија. Мило ми е што е по прв пат сум кај вас. И може да почнеш. Може да почнем со жестоките прашања. Тони, кажи ми, со толку многу емоции ја пееш секоја нота. Кога се појави нели таа желба кон музиката? Знаеме нели дека потекнуваш сепак од музичко семејство, дали и тоа одигра некоја улога во твојата кариера? Па да, мислам дека најпрво татко ми е виновникот за се тоа што сега се случува. Он е професор по, како што кажа, по дувачки инструменти, предава во нижото основно музичко Велес. Он ме запиша клавир, што е нижо, јас завршив 6 години клавир. После тек продолжив во средно. Тогаш веќе можеби го знаев својот пат, али сепак тие 5-6 години на таа возраст никој мислам дека не знае што би правил со себе. Сепак кога имаш некој да те но сепак музиката упати е добро, да. Он е сепак виновникот, тоа е факт, не можам да го спорам. А конкретно со пење, ако мислиш како почнав, ја не сакам да бидам пеач. Свирев клавир, како што кажав, во средно свирев клавир и гитара и на академија после продолжив гитара. Тоа сосем спонтано се случи. Нормално кога свириш треба и да запееш нешто, нели? Така. Добро, сега нели кажавме дека потекнуваш нели од музичко семејство, како ги прифаќаш критиките од твојот татко? Дали знаеш некој да се наутиш за некој совет? Не, секогаш е добро тоа што ќе му кажам, пошто првиот совет од него излегува. За кој проект да го сработам, без разлика што он повеќе е во таа, како да кажам, освен класиката што тоа завршил, да, и што предава во таа народна музика. Така. Сепак музичар кога слуша, мислам дека било кој жарон, барем основата знае да каже еј, добро е или лошо е. Без разлика кој инструмент го свири, во кој жанр се наоѓа. Да, и добро е да се добие нели совет сепак од некој кој што е искусен. Така, некој што да знаеш што и како треба понатам. Кој што искрено ти мисли, така најпрво. Сега Тони, ти компонираш нели песни, дали се случило некоја песна од своја емоција, од дел од твоите нели чувства да принесеш на лист хартија? Да, имам јас неколку можеби авторски што малку сум комплициран околу тој дел, не сакам да туку така кога станува збор за мене да излезе нешто било што на YouTube, кој што ќе остане и ќе се стои. Пред се ја пишам најпрво музиката. Значи на авторската музика на мојата песна е музиката моја, целосно. За текстот ми помагаат. Јас не сум нешто експерт околу тој дел. Така. Али се трудам да се вложам доста. Пошто сепак станува збор за мене. Така, сега познати се дел од твоите настапи нели по клубовите, дали се тоа ти не достига, знаеме нели за жал со COVID-19 дека ја затвори вратата нели на музичката индустрија, некако се тоа повеќе нели тешко оди, дека нема повеќе песни, нема ја таа емоција која што имаш нели со публиката, дали се тоа ти не достига? Секој ќе го каже истото. Тоа не беше наш начин на живот, самоставно, без тоа не сме тие истите луѓе. Најголем проблем е тоа што ние не можеме да вложуваме. Дојде едно такво време што самиот сега со го знам од мојот менаџер, пошто он повеќе ги води тие маркетинг ствари, да. Имавме проблем кога го извадивме првата, тоа беше преработка некоја која земавме авторски права официјално. Само што почна таа пандемија, самите социјални мрежи, нашиот таргет, пошто беше на музика, за забава наменет, го изфрла од тие листи, од тие платени реклами. Идеше цело време на топ COVID. Се што е во COVID, тој таргет, нели? Да, премногу информации. Премногу информации, се беше тоа на топ листа. Се што беше музика, забавен карактер, беше малце и тргнато и од самиот алгоритам на Instagram, на Facebook. Мислам дека многу и не само од Македонија, од целиот Балкан не вадат се авторска музика претерано поради тоа. Така. Чека да помине цело ова лудило. Да се надеваме нели на подобро дека ќе се стабилизира ситуацијата и ќе се вратиме во нормални сите оние клубови кои што нели мора да признаеме дека ни фали сето тоа. Ни фали тоа премногу. Не работиме ништо, посебно јас не работам ништо друго. Тоа ми е нешто што вложувам, работа ми
Така. Сега, знаме дека повеќе ги сакаш баладите, а твоја омилена балада која што знаеше нели често да настапиш со неа на некој твој клуб, во некој твој клуб? Па да ти кажам искрено, ја имам многу омилени балади. Пред се такви пејачи многу слушам. Жанот како Оливер Драгоевич што е. Имаме и ние наши, не Тоше, како и да е. Не можам премногу да пеам јас балади на мојот настап, поради тоа што самата атмосфера не дозволува. Ние настапуваме премногу кратко. Така. Максимум нашиот настап е 2 часа. Нели пред нас се знае да има или диџеј или како и да е. Не ми дозволува времето. Никога би пеел цела вечер балади доколку можам. За жал не можам. 2 до 3 може максимум да отпеам и за крај нешто и тука завршувам со баладите. Омилена не можам да издвоам. Ги има премногу. Една ги има премногу омилени, да. Доста има и ексиу кои што се може и подзаборавени што ја ги слушам и кога дома знам тоа да си го испеам. Така, дали точно е она изрека дека сепак музиката е мелем на душата? Јас се согласувам, да. Според мене тоа е на Кој што секогаш може да нарасположи. Така е, тоа нешто кое што не може да се сопре, да се сака. Метафизика, едноставно, нема формула тука, не се знае ништо кога станува збор за музика. Так. Никој ќе ја чуе, на кој ќе му се допадне, или никоја е формулата за да му се допадне некој. Ние не го знаеме тоа. Едноставно правиме нешто што мислиме дека е добро според нас, а луѓето 99% што не се занимаваат со музика одлучуваат дали тоа е прифатено или не. Да, дали ќе Не музичарите. Музичарите секогаш ќе имаат критика, нели? Така, но сепак нели публиката го има оној главен спор, да речем. Така, како што кажав. Сега, многу кавери има на социјалните мрежи, кои што нели сите обожаваме да ги слушаме, исто така мене ми се допадна и од Тоше Проевски и Волем осмех твој заедно со Антонија Нелишода. Кажи ми, ти ја испеа со Ивана, така? Да. Како дојде до таа соработка? Сепак нели станува збор за твој постар кавер, но сепак преубава изведба, што мене навистина многу ми се допадна, а и мораме да го спомнеме тоа дека на секој 16 октомври во чест на Тоше ќе излезе по некој кавер од негова песна, така? Тоа беше спонтана идеја. Стрикно за песната беше на Ивана идејата. Поздрав ако гледа. Поздрав до Ивана, да. Да, она ја одбра песната, а целата реализација никде текна нас многу касно. Затоа касно го реализиравме проектот. Ние можеме ако на 16 октомври кажавме дека излегува, тој е денот, мора тој да излезе. Така. Ние на 15 го немавме видеото. Звукот нормално, сите знаат дека се снима пред видеото. Ние го немавме видеото. Тоа често се случува со Алек. Ознаеме ми касни така, али сепак излезе многу добро и спонтано. И ми остана како некоја традиција да сакам секој 16 да вадам по една песна да го обележам делот на Тоше, пошто сепак може би оној виновникот за ја се занимавам со конкретно со пење. Така. Ајде да не кажам со музика од многу мали години почнав. Како што кажа кавери, да, тој проект беше на 3 преработки, па авторска песна следеше за ова лето. Но се одложи, се пролонгира. И за тоа продолжив да сработам некои плюс преработки за да не се случи да ме нема 6 месеци. Така. Мислам дека може и неблагодарно ова ќе звучи, али јас не знам кој друг толку проекти сработил за време на корона. Од короната точно ја извадив 4 професионални проекти. Не правам сега пресметки, некој може извади еден проект кој што кошта повеќе од сите мои, но вложено време и труд и посветеност на работата. Така, но сепак нели тоа е најважно за да се исплати. И сега тоа ни кажеме нели како што ги спомнавме каверите, колку знае сето тоа да биде напорно, сето тоа снимање, сето таа соработка, нели сепак нели мислам дека е потребно нели дозвола. Да, доста мои колеги има проблем околу таа сфера со авторските права. Самиот YouTube копирајт и самите продукции балкански знаат да трнат видео кој што многу си вложил ти во него и не ти е баш драго, нели? Прегледите ги тргаме на страна, не сме ние уште држава кој што може би се заработува од тоа толку многу. Јас морав да земам конкретно за преработките на Саша, морав да лично со него да седнам и да бидам сигурен дека стварно тоа ќе имам дозвола да го објавам. Многу ми е драго што ме прифати и ми дозволи се, и ми покани на концерти слични да пеам и како и да е. Се тоа помина супер, со пак ќе кажам, жал ми е што сето тоа се случи во време кога немаше што баш да помине така добро како што планиравме. Да, но ајде да се надеваме на подбор дека сите оние твои замисли ќе сепак ќе се исполнат. Така, да, здрави.
Сега Тони, ако не сум грешка, твој имаш настапувано на музичкото шоу Сите наши песни. Кажи ми што во твое мислење дали секој музичар би требало да има некој дел од фестивал кој што може да му помогне во неговата кариера? Ја заборив дека сум настапувал. Сега те потсетив. Тоа беше кога имав 17 години или Ајде, сети 18. Да, управо се настапував. Мислам дека во првата и во втората сезона. Добро. Сега си го враќам филмот, не сум баш со бистри мемории околу тоа шоу. Па дали му е потребно? Мислам дека да. Нели имаме сега и повеќе музички шоуа дека така може да се пријавуваат? Жал ми е што немаме шоу кое што може баш да се истакне македонската поп музика. Баш на овие простори. Се е тоа за жал Србија, Хрватска, Бугарија настрана. Малку ние сме назад. Тоа е добро, било кој никаков не успон не му е шоуто. Секој дека е предност, али јас мислам дека не знам, не сум бил до сега ни едно шоу, ни од српско, никакво. Сметам дека сакам да пробам тука, знаете. Не брзам толку за да ме чуат у Србија и да видат за мене. Сакам да пробам тука правен. Така. Тешко е да не успееш, а уште потешко е да не пробаш, нели? Но сепак нели си на кон вистинскиот пат. Јас мислам дека газам може Да. би бавно, ама цврсто. Точно. Кажи ми, дали може да очекуваме некој албум од тебе, бидејќи нели сега пред малку кажа дека размислуваш многу за твои авторски песни, дека сепак не сакаш да брзаш. Дали може во иднина да очекувам? Албум како албум мислам дека повеќе ќе се сложат со мене колеги, дека мислам дека помина тоа време кога моравме да извадиме цел албум. Сега некако повеќе YouTube. Може и таму да се... Така е, многу е битно сега проектот за да биде гледан да има видео. Тоа време порано кога се продаваја уште плочи, касети, CD-ња, тогаш не го потребно. Мислам дека сега е многу повеќе запазено, доколку целиот проект е еден, не мора да е албум. Ја не брзам никогаш за албум. Песна по песна ми е доволно. Мислам дека кога таа една песна ќе се вложам 101% и ќе работам одреден период само на неа. Звук, видео, се комплет, нормално со екипата. Ќе има повеќе фидбек некога да извадам 10 песни во еден ден. Дали сега има нешто ново кое што дали имаш некој план за... Да, имаме ние 2-3 кои што се во процес авторски песни. Така. Кои што ги работиме. Демо верзии се. Тие не е снимана ни една официјално затоа што самава ситуација не закочи малку. Требаше летото да промовирам една песна која беше во регетон ритам, баш летна шема. Помина тој период и мислам дека ќе ја одложам за после ова лудио. Ајде за народно лето. Здравје. Зошто да не? Да. Тони, работи кои што те иритираат? По суштина немам нешто конкретно Не да постои. избегавам нешто ако не ми пренесува негативна енергија така. Да, тоа е добро да се отргнеме од оние негативни луѓе, од оние негативни мисли кои што може да влијат нели врз нас и да се дружиме со позитивни луѓе и секогаш нели да веруваме во оние позитивни вибрации кои што сепак знаеме нели во какво време живееме и дека оние лоши мислиме дека можеме да се ги отргнеме и како што кажи ти дека се отргнуваш оние негативни луѓе. Сега дали веруваш во карма? Знаете, не сум толку суеверен, али мислам дека постои такво се нешто. враќа. Се враќа, да. Во животот. Можеме да заборавиме, ама може да се врати. Мислам дека да. Ти си скромен и искрен. Дали мислиш дека денес тие дуплести се ценат? Да не звучам клише да кажам дека е изгубена скромноста и правите вредности. Мислам дека цел овој систем го нуди тоа. Без разлика дали кај младата, посебно кај нас помладите. Конкретно ако мислиш на девојки или не знам се, што поточно те интересира околу тој дел? Па, значи, како што кажав, нели сепак се наоѓаме нели во друго време, кое што како што кажав и самата нели дека искреноста не се цени. Дека можеме да кажеме на пример некоја тајната не е тајна нели повеќе и некош можеме да се разочараме од тие работи или пред се да кажеме дека не можеме да веруваме нели на луѓе. И затоа што мислиш ти во врска со тоа? Мислам дека малце не сме тука и ние виновници на секој чекор до нас имаме некоја илузија, нешто што не е сепак реално, а ние го доживуваме дека е до нас. Изгубени се, факт е дека но не е се изгубено.
секогаш има луѓе кои што нели се придржуваат до тие вредности и им се на прво место. Така. Јас се трудам колку што можам да е тоа така. Да се пренесе нели сета таа Така е, позитивност. И сега Тони како музичар дали ние ја негуваме нашата македонска музика, како што знаме нели сега и за жал нели со COVID-19 некако не можеме да очекуваме нели некои нови песни, нови албуми, дискотеките се затворени, нема настапи. Искрено, јас мислам дека многу на Македонија и фали пред се шоу емисии кои што ја поддржуваат македонската музика. Мислам дека е пренатрупано со политика, па ќе кажам со турски серии, значи ја немам ништо против тоа да се случува. Но треба малку да се промени. Нема се од таков депресивен карактер. Нема ништо да ги расположи луѓето да фали едноставно е потребно тоа. Забавно шоу, без разлика во дали е тоа музика, секаков забавен карактер. Мислам дека фали да не поддржат не само мене, не само нас музичарите, сите што се занимаваат со таа сфера. Така. Сега, сакам да те прашам дали ти сметаат компарациите со Саша Ковачевиќ? Пред малку кажа дека сте во добри односи, нели дека сепак сте пријатели кои што имате одлична соработка. Па знаете, тоа медиумите знаат малку да го напумпаат. Јас никош не сум кажал дека ми е другар или пријател. Далеко од тоа. Ми е мило што ме прифатил и што сум имал чест да поминам многу време со него. Нормално, приватно. Што ми дозволил да се доближам до него, како да кажам, не знам. Не ми он мене другар, не ми е ни пријател. Познаник кој што ме прифатил дека ја поштувам неговата музика, да. Мило ми е што го прифатил тоа така. Знаат ми думите малку да напумпаат, али тоа нас не го профит. Не ме споредуваат со некои, не знам, било која личност, сепак станува збор за сепак личност на која што можеш нели повеќе да учиш. Сега, дали имаш желба за соработка со некои други музичари надвор нашава држава? Или не знам, например, некој дует? Јас немам некоја конкретна замисла дека сега цел ми е да имам со таа личност дует. Ако има добра прилика, добра песна, зашто? Било која, значи дури не мора да е од мојата поп сцена. Значи дали е тоа, не знам, рап, значи било буквално што и да е, ако не ми се свига тој фазон. Така. Ја ќе ја прифатам и песната и дуетот, нема зашто. Така. Па може да се надеваме на некоја соработка, зашто не? Така, да здрави. Да. Тони, јас сакам да се заблагодарам за одвоеното време што денес гостуваше во мојата емисија. Ти посакувам се најдобро и ти посакувам секако со нетрпение ги очекуваме оние 3 песни. Се надевам дека ќе можеме да ги презентираме во мојата емисија и да уживаме во нив. Чувај се и се надевам дека повторно вака ќе се видиме и ќе помојаме за добри работи. Така. Фала ти на изуштенаш за поканата. Прекрасна емисија. Убаво се чувствував да не беше баш напнато. Ти благодарам. Прашањата беа добри. Добро. Да ни спуштивме нешто? Не, сега. Добро. Поздрави до вас. Ти благодарам уште еднаш. Дали вреди да се борам најмила покрај се што помина, како сам да продолжам? Се ќе дадам, само види до мене, без тебе празно ми е се, те молам врати се. Сега пак пред сите ти ме оставаш сама, без поздрав си заминуваш, до мене толку далечна. Дај појави се, бар на кратко ти во мисли бе, со поглед рани ме, се што било да остави ме. Дај заборави сите лаги, празни зборови, по мене се уште живеат стари спомени. Се заборавам и повторно ти верувам, исто
како некогаш. Колку сакав да ти кажам остани, на срце во градите ја сокри цела вистина. Сега пак пред сите ти ме оставаш сама, без поздрав си заминуваш до мене толку далечна. Дај појави се, бар на кратко ти во мисливе, со поглед рани ме, се што било да остави ме. Дај заборави сите лаги, празни зборови, до мене се уште живеат стари спомени. Дај појави се, бар на кратко ти во мисливе, со поглед рани ме, се што било да остави ме. Дај заборави сите лаги, празни зборови, во мене се уште живеат стари спомени. Дај појави се, бар на кратко ти во мисливе, со поглед рани ме, се што било да остави ме. Дај заборави сите лаги, празни зборови, во мене се уште живеат стари спомени. Дај појави се, бар на кратко ти во мисливе, со поглед рани ме, се што било да остави ме. Дај заборави сите лаги, празни зборови, во мене се уште живеат стари спомени.